Граѓаните го поздравија најавеното покачување на минималната плата за 20%, но сметаат дека оваа зголемување треба уште повеќе да расте. Оние кои ги анкетиравме велат дека за исполнување на основните потреби за живот, минималната плата би требало да изнесува најмалку 18.000 денари. Да. И тоа одавна треба да се зголеми, затоа што со сегашниот минимален доход или плата што е, не може ни да се животинјари, а не да се живее. Тоа нема ни за корка лепа, камоли за друго, а животот не е само млеко и леп. Животот и друго, и рекреација, и така шетање, и дружење. Со таа плата не може човек од дома да излезе. Минимална плата испод 30.000 денари не е плата на денешно време. Сметам дека треба да се зголеми. Од 12.000 евентуално, пошто најголем број на, да речам, плаќаат толку, не стасува малта не за гол живота, само за нешто друго. Зависи кој колку троши, нели, али 25.000 во секој случај може и ќе заврши работа, да. Да се надеваме дека ќе расте и повеќе од тие 20. 30.000 минимум. Значи, за да се преживее месец, тоа зборувам по еден работ. Испод 30.000 денари не би требало да биде за скромен живот, а не за некој раскош. Ке има промени во законот за минимална плата и можност истата да се покачи за околу 20%. Ова вчера го истакна министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими по работната средба со представници на репрезентативните синдикати во Македонија. Се чека само формирање на собранието за овој закон да биде прифатен, истакнува ресорниот министер. Минималната плата, значи која што 10.080 е премногу ниска, и во поглед на другите земји, Македонија сега во моментот имаме пониска минимална плата, но со зголемувањето кој што ќе ги надминеме другите, значи ќе бидеме над другите земји во околината, така да Република Македонија ќе покажеме дека на вистина ни е приоритет животниот стандард на работниците, но исто така ќе ни биде приоритет исто така и во иднина да зголеме минималната плата. Во моментов минималната плата е 10.080 денари. Со најавеното покачување, таа би изнесувала околу 12.000 денари.